Извештајот е најновиот, како што вие го кажавте. Предпоставам дека е еден од најлошите во историјата на овие 20 години колку што сме кандидатска земја. И можеше да се очекува, затоа што во минатата година и пол оваа влада јасно стави до знаење дека отстапките за промена на уставот нема да ги направи. Мислам дека забелешките ги имало секогаш и тоа за подобрување на системот. Владата се соочи со лошо владење во минатото, со последиците од тоа. Дали ќе направат критични потези за иднината на Македонија добри, а за нив не толку добри, ќе видиме. А во однос на ДУИ, значи, ќе го повторам, жалам што е во вакво дередже, во ваква ситуација, но мислам дека веќе немаат ни енергија, ни волја за длабоки реформи. Што ќе се случеше ако Цеца Раžnjatović на себе нагрнеше косовско знаме во центарот на Белград? На Ушче или на Маракана? Не знам дали ќе се симнеш од сцена. Зошто еден по еден демонстративно не се свртеа сите и за да напуштат салата? Зошто? Не е повредено македонското национално чувство, македонската гордост? Стигна аберот од Брисел. Нема напредок во речиси сите области. Од Балканското трио со Албанија и Хрватска од 2008 година Македонија сега е во група со Босна и Херцеговина и Србија. Во ово издание на тренинг соговорник е Никола Поповски, екс-спикер на Собранието, поранешен министер за финанси, еден од основачите на Социјалдемократскиот сојуз. Нам каде добро дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Господин Поповски, дали овој најнов извештај на Европската комисија за напредокот на земјата е всушност деградација на реформските капацитети и отсуство и храброст да се отвори така наречената Пандорина кутија и да се навлезе во сериозен исчекор, особено да се направи чекор во потребата од изгласување на и внесување на бугарите во преамбулата. Извештајот е најновиот, како што вие го кажавте. Предпоставам дека е еден од најлошите во историјата на овие 20 години колку што сме кандидатска земја. И можеше да се очекува, затоа што во минатата година и пол оваа влада јасно стави до знаење дека отстапките за промена на уставот нема да ги направи во корист на почнување на преговорите. Дури и вчера цврсто беа соопштени тие од Брисел од нашиот премиер дека нема отстапување. Тоа влијаеше на Брисел да нема апетит за преговори со Македонија понатаму, додека не се исполни предусловот, а во Македонија за жал предизвика немање интерес за усогласување со разни поглавија, акти, општо со аки коментар што е таму во Брисел. И логична последица на тоа е дека после една година нема напредок. Дури и сме, условно кажано, во најниската група што може да пристапи кон Европската унија. Да подсетам дека новие три држави што вие ги спомнавте, комесарката за проширување ги додаде и Косово и Турција. Владењето на правото ни е во лер, битката против корупцијата нема прогреси во тој дел, но дали всушност проблемот со Бугарија го користиме како алиби за веројатно неспособноста или немањето капацитет во исполнувањето на реформската агенда? Па мислам дека владата свесно го одлучи ова. Во моментот кога не прифати да прави компромис со уставот, она подсвесно прифати дека нема ни потреба понатаму да се усогласуваме, зашто и нема ни да преговараме. За разлика да речеме од Црна Гора и Албанија, кои активно преговараат неколку години и кои заради тоа се постојано во кондиција со фаќање на чекор со барањата на, односно не се тоа барање на Брисел, туку се стандарди на Европската унија. Ние тие стандарди не ги исполнуваме, пошто немаме ни почеток на преговорите. Кога немате почеток на преговорите, кога не висат во министерствата директоратите на Европската унија за разни усогласувања по повод преговорите, зошто би менували? Тогаш можете да си дозволите сите работи што мислите дека не се во ред или не се во корист на актуелниот политички рейтинг, да не ги правите. И тоа не се случи. И вчера отрезнувањето што го соопшти комесарката Кос, дека Македонија нема напредок и е заедно со Србија, Босна, Косово и Турција, а дека напредокот го оствариле, замислете, Молдавија и Украина пред нас,
Значи, ние сме веќе и во Западниот Балкан, во втората лига. И мислам дека перспективите згаснуваат полека свесно. Дали играњето на картата дека Македонија е жртва на непринципилната политика на Брисел може во догледно време да даде резултати? Видете се, тука работата е сложена за лесно да се објасни. Се направи не стратешка, туку тактичка грешка, кога со потпишувањето на договорот со Бугарија не се обезбедија заштитни механизми, и кога после потпишувањето на договор со Бугарија дојде така наречениот француски предлог, кој го дозабетонира лошото позиционирање на Македонија во однос на Бугарија на меѓународната сцена, особено на европската сцена. Тоа се две грешки на СДСМ кои уште ги плаќа и на овие избори. Мислам, на локалните избори ги плаќа се уште тие грешки. И прифаќањето на ВМРО како опозиција во изминатите 3-4 години дека овие грешки се најголемите во историјата на Македонија. И дека никогаш нема да попуштиме на тоа. Сега, кога си на власт, веќе е тешко да се вратиш од таквата позиција и ВМРО само ја бетонира својата позиција на непопустливост. Таквата, условно кажано, тактичка грешка на СДСМ, кога дојдоа тука Меркел, Макрон, Руте, како холандски премиер, рекоа, потпишете го вие овој договор сега и сека протече, ги излажаа. Направија тактичка грешка. ВМРО беше толку голем противник што нема отстапница. И сега ние сме во пат позиција шаховски кажано, од која тешко ќе се извлечеме и последицата ќе биде дека не само сега, туку и 26-та извештајот ќе биде уште полош. Пошто нема да се промени уставот, нема да се променат работите, ВМРО нема ДПМН нема отстапница веќе со изборните резултати на кои се базираат на таквото противење и они ќе се опуштат уште повеќе. Ќе му даде Брисел 15 работи што треба да ги усогласуваме со Европска унија, они ќе си ги одбираат како зрели лубеници на пазар. Професор Поповски, во извештајот на Европската комисија за напредокот во делот за економијата има и загрижувачки трендови и сериозни критики. Капиталните инвестиции се намалени, тековните расходи растат. Јавниот долг има загрижувачки тренд, се троши повеќе за плати и пензии. Па нема што да се додаде нова. Внимателен слушател на емисијава, тоа што вие го кажавте и што е нотирано во извештајот е така. Нема што тука да се коментира и да не вреѓа. Тоа се нумерички податоци и тенденции во нашата економија. Меѓутоа, пред одреден период премиерот Мицковски тврдеше дека сме 4-та земја по економски раст. Видете се, Европа се наоѓа во малку по-тешка економска состојба релативно во светот во однос на Кина, Индија, БРИКС, па дури и во однос на Америка. Има некои релативно ниски стапки на раст помеѓу 0,5, 1, дока 2,5%. И сега, ако имате вие не 2,5, 2,7, вие сте четврти во Европа. И што значи тоа? Ништо. Ништо не значи. Стапките од 2, 3, 3,5% за Македонија, сега имаше едно истражување дека 100 години да се приближиме ке ни треба на Европа. Со такви стапки. Значи, повторно се враќаме на истото. Нас ни се потребни сериозни повисоки стапки на раст. Дури овие предвидените стапки сега што се кажуваат од буџетот за 2026 година се релативно ниски. 3%. Значи, не можете вие високо развиени економии со доход по жител од 70.000 евра по глава, која се развива со 1,5%, да ја споредете со држава со 8.000 по глава на жител заради намалување населението, иначе бевме на 6,5-7, но сега сме на помалку население. И сега ние се движиме не со 1,5-2, со 2,5-3. Нема никаква логика приближувањето, ни 100 години нема да. Значи, ние имаме сериозен проблем. Плюс ова вие што го кажувате за инвестициите, што е нотирано во Европската унија. Податоците за 2023 и 2024 конечни објавени од Заводот за статистика, кажуваат дека бруто инвестициите во Македонија се околу 30 нешто проценти. Од нив, околу 5-6% се така статистиката и националните сметки во економијата го обработуваат тоа инвестиции во залихи на предпријатијата. Ако ги тргнете тие, остануваат 24% инвестиции во основни средства. Од тие 24% во двете години инвестициите во градежни објекти се 55-56%. Во 25-та година, во првите два квартали за кои имаме податоци,
растот на градежништвото е уште поголем. А градежништвото не создава опрема и машини и инсталации, туку создава градежни објекти. Што значи ние имаме инвестиции кои немаат поврат. Повратот во економијата го прават опремата, машините, вештачката интелигенција, софтверите, инвестициите во опрема, инсталации, машини. А опремата во градежните објекти е предолгорочен. Со оглед на градежната експанзија во станови, градежната експанзија во патишта и тунели и се што случува во Македонија во идните години, ние треба да очекуваме уште полоша структура на инвестициите, која повратот во раст на БДП ќе го смалува, нема да го зголемува. Нема поврат. Сега, замислете вие, градите фабрика за текстил, во која зградата ви чини половина од инвестицијата. Професор Поповски, буџет 2026 6,7 милиарди евра, над 600 милиони евра буџетски дефицит во 2026 година. Тоа ќе мора, предпоставам, да се покрива со нови задолжувања дома и во странство. Владата планира пораст од 3,8% на бруто општественото производство. Каква макроекономија не очекува? Значи, растот на буџетот треба да се диференцира што е растот на бруто домашниот производ во номинален износ, вклучувајќи инфлацијата, и заради тоа расте делот на одвојувањата за буџет. А што е реален раст? Тоа се гледа преку учеството на јавната потрошувачка во вкупниот БДП. Вториот показател е дефицитот. Вие рековте, предпоставувате дека ќе биде со задолжување. Господин Чобовски, нема друго освен задолжување за да го дефицитот форсирате. Другото е да продавате национално богатство. Шуми, јавни предпријатија, но тоа е една година и после тоа више ги немате. Ќе биде 100% од задолжување во оваа година според нацрт буџетот што е јавно прикажан, 600 и нешто милиони евра. Тоа задолжување ќе има цена. Јавниот долг веројатно малку ќе се зголеми. Дали е овој индикатор дека сме влезени во сериозен кризен финансиски менеджмент? Па не, но Европската унија констатираше дека менаџирањето или управувањето со јавните финансии е веќе слабата страна на Македонија. И тоа се одликува со растечки дефицити, со растечки јавни долгови, со лоша структура што вие спомнавте внатре. Каде би не одвела оваквата ноншалантност и раскалашеност финансиска? Таму каде што сме сега. Во влошување на условите за живење во Македонија. Немање доволно јавни услуги, немање здравство, немање патишта, немање железници. Значи, се тоа што треба, немање добро образование и немање добри услуги од јавната администрација, од клучните потрошувачи внатре. Влегуваме веројатно уште во една неизвестност, а тоа е кредитирањето и поддршката финансиска од Велика Британија. Дали соработката со официјален Лондон всушност е некаков индикатор, сигнал дека во блиска иднина не може или не сакаме да гледаме кон Европската унија, и како вие гледате на овој дел, кој стратешки договор со Велика Британија? После оној договор што го имавме со Унгарија, да подсетам. Да. Тие милиарда, по истиот принцип преска што го зборувавме, еве помина локалните избори, општините се изгласаа новите власти и сега државата ќе си ги враќа тие милиарда или 500 милиони колку отидоа за општините. Овој договор со Велика Британија по мене е во една магловита состојба, непотребен. Он се обврза на околу 40% од БДП да позајмиме на светските пазари, за што они ќе ни даваат гаранција, значи имаме карт бланш за нови задолжувања, за инвестицијски проекти. Тоа ќе се растегне во еден подолг период. Еве, например, во првата година откако законот за ратификација на договорот го донесе собранието, резултира така само со дополнителни инвестиции од 600, колку што е дефицитот, и тоа не се сите за инвестиции. Што значи ударот ќе следи покасно. Ако остане оваа влада, ако се придржува на договорот, ако не најде поевтини извори на финансирање. Второ, малце е чудно зошто владата се откажа од релативно ефтините кредити од 3 институционални инвеститори во светот кои за нас се прифатливи. ЕБРД, Европската банка за обнова и развој, ИБРД, Светската банка, и ММФ за не за инвестиции, за платниот биланс. Значи некако како да се оддалечивме од нивните кредитни извори. Тие се секогаш по-добри, по-поволни се со каматните стапки, по-поволни со грејс периоди и по-поволни со рочноста, 30, 40 и така натаму.
Проблемот е што таму има контрола. Кога ве финансира Светска банка, сака да види како одат тендерите, сака да види кој ги плаќа и зашто фактурите, со што резултираат фазите на изградба и така натаму. Има контрола и склучувате договор, некој кој има и политички компоненти за фискалната политика, за потрошувачката и така натаму. Кога се заложувате со обврзница, немате контрола. Вие си земате обврзница од 1 милиарда во светот, си се обврзувате кога ти ги платите после 7 години со 7% камата, така тоа се 70 милиони годишно на цела обврзница и на крајот цела милиарда ќе ја вратите, значи милиарда и 700 ќе вратите, милиарда и 490 ќе вратите за 7 години и трошете ги како сакате. Опасноста е што ако рейтинг агенциите, во нашиот случај Standard & Poor, така, и Fitch, оценат дека вие со овие пари не ја поттикнувате економската, развојната, па дури социјално нужниот развој на Македонија, туку ги расфрлате, нема ништо да ви кажат, само ќе ви кажат дека рейтингот ви е стабилен. И нашите власти се фалат со стабилен рейтинг. Знаете што значи стабилен? Не оди надоле, не оди нагоре, стои во место. А ние го прикажуваме како стабилен, дека е супер е, стабилност. Како стабилен, ние со стабилен, идните 100 години ќе останеме во така наречената долна црта на инвестицијските рейтинзи, кој се македонскиот инвестицијски рейтинг во светот е ББ, шпекулативен, затоа што на БББ 3 и нагоре оди инвестицијски, каде што они викаат овде препорачуваме инвестиции, а овде викаат шпекулативно е, внимавајте. И затоа они викаат колку е за Македонија каматната стапка за ова ниво на развој 5% и уште додаваат 100 базични поени, што 1% заради ББ рейтингот. Али тоа се така спори процеси, така темелни процеси, широко поставени, што вие не ги гледате во еден момент. И одеднаш добивате извештај на Европска унија. Одеднаш добивате извештај од Standard & Poor и од Fitch дека рейтингот ни е стабилен, односно не променет истиот, а тоа е лош. Не е добар, така. Нас ни треба напред да одиме. Еве, околниве држави и голем дел се извлекоа од шпекулативното ниво. Јас само да потсетам, 2005 кога го добивме првиот рейтинг беше ББ. Денеска сме 20 години после тоа, ние имаме се уште стабилен рейтинг, шпекулативен. И тоа таква една лавина систематски полека се приближува, односно си се движи, да ако вие не ја гледате од дрвото не ја гледате шумата, така. Локалните избори завршија, ВМРО ДПМ има апсолутна власт, доминира и на централно и на локално ниво. Каде го гледате главниот проблем за фиаското на социјалдемократскиот сојуз, вашиот социјалдемократски сојуз, ако може така да се изразам? СДСМ има серија на грешки. Не една или две, серија на грешки која ги води од една во друга и треба да се соочат со себе. Тоа они не го прават. Еве ја, например, се сеќавам во времето во кое вие ме подсетувате, носители на листа на град Скопје кои ни биле. Во тие времиња. Илија Милчин. Владимир Милчин. Се извинувам, Владимир Милчин. Академик Иван Катарџиев. И така натаму. Сегашните носители треба се да се запраша што прави. Така. Второ, не е СДСМ само да се преиспитува. Сега, значи, еве Скопје, како најголема самоуправа, 1/3 од македонската самоуправа е Скопје. Градот со општините заедно. Тоа е 1/3 од населението, 500-600 илјади од 1.800.000. Со оглед на иселеноста може и повеќе од 1/3. Пошто гледате во некои избори не може 3,33 да значи цензусот. Да, па и кичево резултатот упатува на голема иселеност на албанците меѓу другото, но добро. Скопје има 10 општини и град Скопје. Во сите 10, освен една, победија истите градоначалници. Па сега вака, Скопје го доби истиот градоначалник и истиот совет. Од истата партија. Скопјани не треба веќе да зборуваат за себе.
дека градот бил без превоз, без јавни услуги, без комунални услуги, се затрупува во ѓубре, инфраструктурно лошо, дека е затрупан од згради, дека нема кај да се паркирате, дека ви треба 5 сати да се возите по семафори и така натаму и така натаму. Скопје ни си го направивме изборот. Истите 10 плюс 1, 11 градоначалници ги избравме, освен во една општина. И сега кој ни е крив? Јас не викам треба да се гласа за партија на центар, на левица, на десница. Персонално ги избравме истите, што значи ние живееме во град во кој сме задоволни од комуналните услуги и тоа ќе си го имаме. Каде е грешката во лошата кадровска политика или пак СДСМ сега ја плаќа цената всушност на компромисите со Бугарија, договорот, компромисот со Грција, договорот со Бугарија, блискоста и соработката и начинот на кој делува СДСМ и ДУИ? СДСМ ги плаќа грешките од се. ВМРО успева да не ги плаќа грешките своји. Они се прикажуваат постојано како нешто ново, а практично еве, истото е. Видете, локалните избори за граѓаните во Македонија за нас кажуваат многу. Многу работи ги затворија. Така, многу работи ги затворија. Значи, еве за Скопје, ја како просечен скопјанец, не јас, како просечниот скопјанец, во идните 4 години треба да си молчи. Тој си го одбра истото. Иако сите знаеме дека живееме во локален хаос. Второ, новите власти на Скопје јавно кажаа дека тие не се локална самоуправа, туку дека се локална управа, кажаа. Тие на сите митинзи и на сите пропагандни кажуваа дека гласајте за нас, ние имаме власт централна која ќе ни овозможи проектите да се реализираат. Тоа кажува дека во Скопје немаме само управа, туку имаме управа. Ако не си од таа власт, нема да имаш добра локална самоуправа. Загрижувачки е што новиот градоначалник на Скопје во првата изјава пред седиштето ноќта на ВМРО ДПМН е дадена или пред Триумфална порта, не може да видам што е позадината, рече се ќе реализирам зашто премиерот ми е најблизок пријател, од иста партија сме оневолен да помогне и министрите ми се пријатели. Ако се сеќавате на таа изјава. Што значи тоа? Дека ние имаме скопска самоуправа или имаме скопска управа? Они сами се откажаа од самоуправата. Ние кажуваме јавно од избраните луѓе дека Скопје нема самоуправа. Ги имаме тие над нас. Што значи дека ако не се тие од истата партија, Скопје нема да има. Тоа ли е концептот на самоуправа? Да сами избираме локални власти за локалните проблеми, а за централните се избираме на други избори централни. Ние кажуваме дека не. Они самите, подсвесно, не познавајќи го политичкиот систем, неискусни во политиката и во животот, пошто се млади горе-доле сите, кажуваат дека нема самоуправа, дека јас сум продолжена рака на премиерот. И се замислите ако е тој, еве да добиеше овој Амар. Мициновиќ. Да. Тој не може тоа да го каже, значи Скопје ќе биде во аут. И тоа е слика со сите други општини. Многу интересна анализа може за тоа да се направи. И што све се зборува, знаете, отиде градоначалникот сегашен на Скопје во Шуто Оризари за меѓу двата круга. И им рече на граѓаните на Шуто Оризари: вие до сега бевте третирани како граѓани од втор ред. Јас тоа ќе го сменам. Постои видеозапис за тоа. Знаете што кажа тој? Замислете утре, сакате да влезете во Европска унија, ви излегува бугарскиот министер и вика: не според мене, според високо позициониран човек од вашата држава, имаме изјава дека вие ги третирате ромите како граѓани од втор ред. Тоа во Европската унија не може да помине. Вие ги третирате како граѓани од втор ред, не ние. Вие самите си кажувате. Што ќе зборуваме за даночен систем? Првото поглавје, основните човечки права. Значи, не ни го кажува тоа Бугарија, не ни го кажува Грција, не ни го кажуваат нашите условно кажано непријатели на европскиот пат. Сами си го кажуваме. Професор Поповски, на крајот сите излегуваат од Бихачка, никој не влегува. Можно е Бранко Црвенковски да се врати во Социјалдемократскиот сојуз или каков профил е потребен на се уште најголемата опозицијска партија, бидејќи они тоа сега овој период особено го
нагласува дека се уште најголема опозицијска партија, е потребен за да имаме здрава или консолидирана опозицијска партија? За жал не го знам одговорот на тоа прашање. Навистина, мислам, одамна не учествувам во децении се во прашање, не години. И немам одговор на тоа прашање. На крајот. Одговорот треба да си го најдат самите. Не само тие, сите партии. На крајот, апсолутна власт, предност или хендикеп? Ако апсолутната власт има јасни и концизни планови и знае да ги спроведе и знае да направи ризик, знае да понесе товар за да реализира нешто што ако е добро го прави, во ред. Ако не, тогаш ќе стане стапица за Македонија. Апсолутната власт ќе стане стапица. А што ќе биде, ќе видиме од сега натаму. Иако и до сега локалната власт немаше ВМРО 55, имаше 45. Немаше СДСМ 6, имаше 16. Горе-долу беше исто. Така, нема голема промена. Но сега е вака малце поекзактна. Значи, вие рековте доминира. ВМРО не доминира. Они имат целата локална власт. Освен во општините кај што не живеат гласачи на ВМРО, да поменете Тетово, Чаир, да не ги набројуваме така. Ако се умни, имаат карт бланш, анкетите кажуваат дека долго ќе владеат на сите нивоа во државата. Ако се спремни да направат умни чекори, а не да трчаат за популарност, за нови избори, еве сега имаат 3 години, така. Дали ќе направат критични потези за иднината на Македонија добри, а за нив не толку добри, ќе видиме. СДСМ направи, да речеме, минатата власт еден критичен потек со името, така? Па денес ВМРО, иако го спореше, не го спори. Дури ужива благодети од тоа. Но направи критичен потек со Бугарија. Во другата смисла, така. Сега, дали ВМРО ќе успее да направи некои такви чекори? ВМРО обично, не само ова, историски од 90 од денес, од големите чекори во државата се исклучува. Секогаш. Секогаш се исклучува. Не сака да понесе ризик. Секогаш сака на страна некој друг да ги направи, после они да критикуваат, па ќе да речат, па видете сега, тоа е тоа. Продолжуваме понатаму и пак не прават голем чекор. Ја не памтам голем чекор од ВМРО, можам да ги набројам. Кои се спротивставуваа на референдумот, се спротивставуваа на уставот граѓански, така. Се спротивставуваа на влезот во Обединетите нации 93-та, не сакаа да влеземе. Се спротивставуваа на промена на знамето. Се спротивставуваа на рамковниот договор, па во парламентот едва и со притисок од странство, така го. Па после се спротивставуваа на спроведувањето, па се спротивставуваа на промената на името и така натаму, но после тоа ги уживаат плодовите од тоа. Треба да размислат. Сега више нема големи прашања од тој калибар. Сега можат лесно, но имаат предизвици. Со Европска Унија мислам дека работата заврши. Сега треба да најдат екзит стратегија за Македонија како остров во Европа за во иднина. Нема да можат да речат дека иднината им е со Европската Унија. Дури во ЮН гласаат со САД. Значи за Куба 6 бевме само така, што гласавме, САД и уште 5-6, Израел, ние, дури Европската Унија. Значи, ќе мора да знаат што прават. Благодарам за интервјуто и гостувањето во тренинг. Благодарам. Никола Поповски, поранешен министр за финансии, екс-спикер на Собранието и дел од поранешното раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН вреди, знам, ја потврдија доминацијата на овие локални избори. 65 градоначалнички места од вкупно 81 градоначалник. Изад меѓути, еден од фронтмените на движењето Вреди, гостин во ова издание на Тренинг, важи за еден од најзаслужните за големата победа на коалицијата предводена од Влен, а чии фронтмен е токму Изад меѓути. Господин Меѓути, што беше предизвикот да влезете повторно во Чаир, во општина Чаир, каде што до сега
3 пати, со овој мандат нов, 4 пат ќе водите општината. Прво, ако се гледа од позиција, деградирање. Значи, од први вице-премиер на градоначалник на Чаир, ако гледам по функции, по позиции, но сликата беше многу поголема. И тоа ја наметна Аки или Дуи. Ние цело време зборевме дека се овие парламентарните избори завршија, Влен е победник и сега одиме на локални избори, локални теми, локални решенија, локална платформа. Они цело време играа на референдум, на легитимитет, на големи српски свет и не знам, за се и се збора не за општините. Ние не се дефокусиравме цело време, значи обстоевме на нашата агенда, но моментот кога нивната стратегија беше по секоја цена Тетово, а посебно Чаир, другото е небитно. Затоа ние одговоривме на овој предизвик. Ја не сум од тие што седам од страна, значи во случај да изгубиме некако да се шалдувам, туку го прифатив тој предизвик и испаднав да се мерам. Гласачите да одлучуваат за кои политики ќе дадат поддршка. Резултатот е овој, значи легитимитетот е апсолутен во корист на Влен. Влен раководи веќе со 10 општини, урбаните општини ги има, така да... Од 900 се струга сте 10 градоначалнички места. Дали лидерот на Дуи Али Ахмети или некој од водството ви ја честити победата? Не. Ни јавно, ни приватно. Дали ова е почеток или крај на демонтажата на Али Ахмети? Мислам дека крајот е од поодамна, од 2016 година, но гласачите гласа анти-Дуи. Мислам во албанскиот кампус. Зборувате за периодот кога се создаде таа така наречена огнена струја? И пред тоа. Значи превирањето во Дуи дали да се формира влада со Заев или да се продолжи со Груевски. Што ја приличашата меѓу Изет Меджити и Али Ахмети? Па мислам дека од тогаш почна, бидејќи да не беше меѓународниот притисокот од албанците, притисокот од групата внатре, значи што бевме, тогаш не бевме огромна група, бев со Бејта, со Тарифи и некои други, што по секоја цена ние баравме да се заврши, значи, соработката со Груевски и да се отвори нова страница. Но сакам да кажам, тие што ги познаваат приликите, албанците и тогаш гласа анти-Дуи. 85.000 гласови доби Дуи, 120.000 гласови доби албанската опозиција. Но албанската опозиција, значи, беше виновна што беше расцепкана и со 120.000 гласа заради Дантовиот систем доби 10 пратеници, а Дуи со 85 доби 10 пратеници. Сакам да кажам дека од тогаш албанците гласаа за промени, сакаа промени. Проблемот беше кај опозицијата. Јас се обидов внатре во Дуи негде 7 години, ја водев битката внатре. Ги искористив сите можности. На крај дадовме и креативна идеја, значи да обстоиме внатре во Дуи како фракција со размислување поинаку, но и тоа не го дозволи Ахмети. Почна да ги разрешува директорите, мене како председател на Огранок и другите. И тука ни се поделија патиштата од 2020 година и мислам дека сега се заокружи тоа промената. Во неколку мешани И за жал, значи, Дуи веќе нема капацитет за реформи. Ги изгоре сите, мислам, сите играчи кои што ги имаше внатре во Дуи, сега е сам. Нема играчи за битки, за политички битки. И мислам дека Дуи веќе оди сигурно кон патот на ПДП. Дали очекувате престројување и прекројување на собраниската сцена, говорам, можно приклонување на делот интегративците во делот на вашиот кампус? Може и очекувам, но тоа ќе биде индивидуалци кои што ќе се приклучат на мнозинството.
Може од интегративците, Вие може денови од го двете спомнавте, алијанси. Така. вие денови спомнавте дека можно е влез на Зијадин Села, меѓутоа многу брзо ве демантираше тој. Не беше така, мислам дека беше извадено од контекст. Прашањата беа дали Таравари, дали Селја, дали друг. Тоа што можам да кажам со сигурност дека Аки, не знам и како да го проведеме, веќе често ги менуваат имињата, нема да обстојат. За скоро време, значи наредниот период, тие ќе се поделат, така да секој ќе си бара свој пат. Во неколку мешани општини изборот на така наречените албански градоначалници победи со прикриена поддршка на ВМРО-ДПМН, но стигна одредени забелешки на ваша адреса дека изостанала поддршката од Влен, особено при изборот на градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски. Каде завршија гласовите на Башкин Бакију, да речеме? Вака, тие гласови ги немаме во джеп, значи или во кутија негде и да ги носиме. Сепак тие се гласачи кои сами се определуваат за тоа. И јасно е дека мотивацијата за вториот круг, кај што има два кандидати албанци, потешко оди гласач македонец да гласа за едниот од нив. Како што истото е, значи и кај албанциве, кога се двајца македонци немаат мотивација, не е некој член од негова партија, и тоа го има, значи, и во Тетово, и во Скопје, и во сите делови. На крај крајва и добро така што се случи, че требаше да ги имаме сите 80 општини и тогаш немаше да има демократски процеси, немаше глас на опозицијата, немаше граѓаните нема да има прилика да споредуваат градоначалник на Влен и градоначалник на Дуи, градоначалник на ВМРО или градоначалник на СДС. Се губи смислата во тоа. Точно е дека нема ништо ново од 90-тите до сега. Владините партнери сега се помагаат, како што и опозицијските партии се помагаат, значи во одредени општини. Точно е дека негде има помош од ВМРО, како што има и помош од Влен за ВМРО. Можеби во овие околности нема толку потреба, дека СДС е многу долу, но може понатака, значи, да бидат други околности. Ќе имаат повеќе. Но и сега можам да тврдам, како што сме благодарни, значи, за некоја помош од ВМРО, така да и одредени општини е видлива и нашата помош. Пример, Чучер Сандево, Крушево, Карпош, многу битни и влијателни беа гласовите од Влен. Господине, меѓути, најавувате прекројување на силите во собранието. Дали тоа значи дека нема да биде проблем обезбедување на Бадентерово мнозинство? Не. Па во принцип и до сега не беше проблем, кој знае каков проблем, но од сега натаму мислам дека и Бадентеровото мнозинство ќе биде со мнозинството. После ваков убедлив триумф на владината коалиција се поклопува и со извештајот на Европската комисија, сериозни критички забелешки. Оправдани ли се забелешките од Брисел? Системски слабости, целосна стагнација на државата? Да, сериозно мислам ќе се анализира, се вадат заклучоци и ќе се преземат одредени, мислам, мерки за подобрување. Зошто потврли владата во овие изминати 15 месеци? Бидејќи Брисел има сериозни забелешки во тој дел. Мислам дека забелешките ги имало секогаш и тоа за подобрување на системот. Владата се соочи со лошо владење во минатото, со последиците од тоа. Прво, второ, значи од избори на избори, сега ќе имаме подобра атмосфера, значи постабилни води за да се посветиме на тие работи. Дали тоа значи дека, имајќи во предвид дека сега имате апсолутна власт и на централно и на локалниот ниво, значи всушност дека сега нема да има никакво оправдување за евентуалниот застој. Така е и поголема одговорност. Ќе се одважите како владеачка гарнитура да направите значителен исчекор во делот на евроинтеграциите и конечно да го деблокирате македонскиот пат кон неу со тоа што ќе донесете, односно ќе ги изгласате уставните измени. Значи, тоа е во највисоките приоритети на Влен. Секојдневно сме посветени, значи во
во комуникација и со нашите стратешки партнери и сакаме да го помогнеме процесот што побрзо биде тоа е единствена алтернатива за државата и граѓаните. Имате временска рамка, како влада ве прашувам, конечно да ги изгласате уставните измени? Работиме на тоа. Временска рамка ве прашувам. Ќе седнеме сега, ќе видам. Има подготвеност кај премиерот за отстапки и изгласување на уставните измени? Во никој случај не сум слушал дека нема волја за тоа, само бара дополнителни гаранции да нема други барања во текот на процес. Кичево го означуваат како повторно освоена тврдина на македонштината, дали со синувањето од власта на Фатмир Дехари, Османи, Байрами во Тетово, се стега обрачот и околу Али Ахмети. Околу Кичево овие беа локални избори. Значи, за прв пат Чашка има градоначалник албанец, Долнина има албанец, Брвеница и Кичево имаат градоначалници македонци. И јас користам прилика, значи, апел до тие градоначалници да бидат во функција на сите граѓани. Бидејќи тие се на крај крајва градоначалници, татко на општините и мислам дека треба да мислат за сите. Не треба да влезат во такви води. А во однос на Дуи, значи, ќе го повторам, жалам што е во вакво дередже, во ваква ситуација, но мислам дека веќе немаат ни енергија, ни волја за длабоки реформи. И, значи, жалам што и Дуи, како и другите албански политички субјекти, доаѓаат во таква ситуација што веќе не одат напред, туку од движења, од големи партии полека, значи, се уситнуваат. Какви се вашите предвидувања дека Дуи ќе исчезне од политичката сцена? Не ги чека добри денови. Мислам, Дуи од тоа што беше 2002 на почетоците, партија на идеалите, партија, значи, со големо мнозинство кај албанциве, денеска е партија со добар дел од претставителството во црните листи американски, со големи коруптивни скандали, сега и губитници, мислам дека Дуи се во слободен пат. Ки ги легализирате или ки ги уривате дивоградбите? Една од темите што... Или ќе носите нов закон за легализација на... Вака, значи, ова во повеќе наврати сум го објаснувал до сега. Прво тврдам дека нема ништо незаконски. Значи, во Чаир се плаќаат комунали 130 евра, што се најскапи комунали на ниво на државата. Значи, се идентични со тие што се плаќаат во центар, па дури во центар имате во водно згради по 7 евра имаат платено комунална такса, каде што оштетен буџетот на градот Скопје општина Центар, зборам за колективни згради и тоа до хотел Панорама. Такви случаи немате во Чаир. Има такви случаи во Сарај и тоа ќе се потврди сега со новата власт во Сарај. Значи, токму тоа го правеа во минатото другари или друштвото на Данела Арцовска. Прво. Второ, на ниво на државата имало дивоградби, значи, која не биле под надлежност на општините, туку било под надлежност на транспорт и врски, зборам пред 2005-та. И, пример, во Чаир цела Дижонска била дивоградба од времето на комунизам и проблемот стигнал до Београд да се реши како проблем. Значи, трето, на ниво на државата има негде околу над 400.000 објекти дивоградби. Ако помножиме тоа по 4 члена од семејството, ќе испадне дека нема семејство во држава што нема нешто, значи, изградено во минатото, нешто дивоградба, дали шупа, дали куќа, дали стан. Значи, тоа е проблем, системски проблем. Ние треба да мислиме што ги потикнува луѓе кои на крај плаќаат исти комунали, исти давачки да се одлучат за дивоградба. Мислам дека треба да се работи на законот за градба и на други процедури, но сакам да кажам дека тоа што ја почна кампањата Данела, Блерим, Ахмети, значи не беше во функција или не беше замислата за Чаир и дивоградите. Значи замислата беше како да се вратат и да обстојат на власт и да бегаат од одговорноста.
Така да сакам да резимирам. Нема ништо посебно во Чаир во однос на другите општини. Напротив, Чаир е 6-та општина на ниво на град Скопје по Дивоградби, е 9-та општина на ниво на државата по Дивоградби. Ајде да ги решиме прво овие 5 во Скопје, 9 во 8 други и тогаш ќе го решиме по ист терк и во Чаир. Благодарам за гостувањето и интервјуто. Благодарам и на вас. Познатата српска звезда Светлана Цеца Ражњатовиќ доживеа естраден бродолом во Велес, откако на бината се оббитка со бугарско знаме и беше изложена на хорски свиреши. Во градот на Гемиџиите публиката не остана равнодушна. Жената, која беше сопруга на Желјко Ражњатовиќ Аркан, заврши во затвор во време кога го поседуваше фудбалскиот клуб Обелич. Сега вели дека е аполитична, но не верувам сепак дека не знае каде доаѓа. Дали се поставува прашањето? Дали всушност станува збор за антибугарска провокација? Дали всушност некој и го подметнал знамето? Одредени дилеми, прашања, на кои одговор побаравме од долгогодишниот новинар, продуцент и менаџер Антонио Димитриевски. Еве ги неговите размислувања. Морам да ги поделам работите у неколку сегменти. Првиот е реакцијата на пеачката. Сеца не е било кој колку да сака да се пере, дека не ги знае односите помеѓу Македонија и Бугарија, дека не следела политика, тоа го гледав и вчера во незините први изјави за српските медиуми, дека не следи ни домашна политика, што се случува во Белград и во Србија, камоли во Македонија, се изговори за мали деца. Генерално, кога одиш негде да настапуваш, знаеш и каде пееш, и пред која публика пееш, во која земја пееш и така натаму. Не велам дека бил свесен потегот. Убеден сум дури и самиот дека и било тоа подметнато, да не речам наметнато. Од публиката ви фрлаат разни реквизити, некому мечиња, некому играчки, инакви крпчиња, маички, градници, кој каква звезда е. Знамиња давале и друг пат, но кога ќе го видиш знамето, а знаеш каде си, треба да го направиш тој потек, што треба да го направиш, да го вратиш во публика или да го додадеш некому да го тргне на страна. Дури и да не видела во првиот момент, кога го зема знамето, реакцијата на публиката веднаш се почувствува, треба да сватиш за што се работи. Таму добра минута и повеќе го држи знамето, па го нагрнува на себе, па во еден момент го бакнува, па се покрива. А свирежите траат, негодувањата траат. Така што незиното перење и перењето на незините пулени дека ете музиката треба да ги зближува, да треба да ги зближува, ама дава кога во погрешно време, на погрешно место имате политичка импликација или добива вашето дејание политичка конотација која го иритира не само постоечката публика, туку цела една нација, цел еден народ, цела една држава, тогаш треба да сте свесни и за последиците што ќе ви се случат. Зошто е овој тенденциозен потек? Веројатно, прашањето што правеле менаџерите тогаш? Дали е тенденциозен? Не, менаџерите не се во публика. Вие не знаете знамето, може да се спакува се стави јакна во еден момент да се извади и да се крпче тоа. Зборам како материјал. Инако е сосема поинаков символ. Проблемот е во тоа што постојат две опции кои тешко може се и да се докажат. Првата е дека е провокација намерно смислена за да се направи она што беше направено и тоа во очи на еден важен датум пред локалните избори. А второто е дека се работи за бугарска државјанка која живее тука некаде на границата помеѓу Србија, Македонија и Бугарија, која дошла да ја гледа Цеца, оти демек Цеца е популарна и во Бугарија, па си го извадила знамето. Ние не можеме да знаеме, оти некој друг требаше да направи друго дејствие за јавноста да биде информирана. Сега да се вратиме на втората овако. Инаку сакам да кажам дека бранењето на неодбранливото е, мислам, само повеќе, како се вели тоа, заглибување во калта. Замислете, Цеца е најголема српска звезда.
поголема и од Брена, и Брена не е чиста србинка, ајде да речеме, и по националност и по потекло, ама Цеца и родена во Србија и дефинитивно најголема српска звезда. Замислете најголемата македонска звезда во најчувствителниот период за србите, како што е ова најчувствителен период за нас во односите со Бугарија. А тоа е, да речеме, негде пред 20-25 години, кога Белград беше бомбардиран, кога беше војната на Косово. И се замислете го, например, Ентоше Проески тогаш, како најголема македонска звезда, сред Белград, во тогаш арена не постоеше, ама не е битно, во една од нивните најголеми сали, да го наметне на себе албанското знаме. Знаете што ќе му се случеше? Што мислите, како ќе реагираше публиката? Како ќе реагираше јавноста? Како ќе реагираа колегите? Како ќе реагираа медиумите? Па ако не го убија на сцена пред време, ќе го распнеа подоцна. Така што ти да размислуваш каде си, што си и што правиш. Од друга страна, имаме еден друг проблем, а тоа е нереагирањето на обезбедувањето, државата и така натаму. Каде го гледаш главниот пропуст тука? Кај организаторите или лично кај Не, мораше да има реакција подоцна од обезбедувањето. Но, гледам и еден уште поголем проблем кој нас не боли и пече, веројатно можеби повеќе од самото вадење на бугарското знаме. Имаше свирежи и негодувања, да, така е. Ама, ајде да се запрашаме зошто тогаш, после кратката пауза, концертот си продолжил како никому ништо да не биле и понатаму си се веселеле и пееле другите песни. Зошто еден по еден демонстративно не се свртеа сите и дизат да напуштат салата? Зошто? Не е повредено македонското национално чувство, македонската гордост. Не сме омаловажени. Значи, треба, тој е малку поголем, веројатно, можеби социолошки феномен, и ако го гледаме пошироко овака, ќе видите дека бугарско знаме се вадеше, ако паметите, а сигурно паметите, и на гробот на Гоце Делчев кога дојде овде да честуваат бугарите. Албански знамиња ни се веат на секој чекор во државата секој ден, од обична свадба и свирење со коли по улици до првиот митинг, како што сега беа или собир за предизборен, па се до големите јарболи и споменици и символи од кои едни од две во центарот на градот на Битпазар во Глафорел, да не зборуваме за оние другите споменици исто такви или слични големите јарболи кои се веат од Зајас па до Слупчан или не знам каде веќе. Антонио, така што само секунда. Конечно српски знамења се веат на надпревар кога играат Партизан, да речеме, и МЗТ, докога играше МЗТ во АБА-1 лигата. Дали со закон, прашувам, со сиот респект кон сите националности и држави, дали постои закон во државата во која ако извадиш туѓо знаме, а не е тоа на официјален настан каде што зад кој стои државата или е тоа веќе однапред пријавено и договорено, не е кривично дело. Па конечно министерот за внатрешни работи го апсија заради вадењето на знамето од Кутлеш, односно не го апсија туку кривична пријава имаше и самиот минатата, кога беше предминатата година, во Охрид, чинам, за Водици и така натаму. Така што мора пошироко малку да се погледне проблемот. Дали сме ние подготвени како држава да се справуваме со таквите настани и колку овој народ само кога ќе го боснат во моментот во очи реагираа потоа како никому ништо да не било. Што ќе се случеше ако Цеца Раžnjatović на себе нагрнеше косовско знаме во центарот на Белград? На ушче или на маракана? Не знам дали ќе жива ќе се симнеш од сцена. Мислам дека ќе беше стампедо на кај сцената, колку сака нека обезбедувањето не ќе може да го сопре. Зошто во едно интервју велиш дека македонската естрада или генерална естрадата е дива лига? На што се доаѓа? Па не е регулирана со закон, затоа што секој кафеџија може да сврти телефон или кој може да го најдеш на секоја социјална мрежа од менаџерот или од самиот пејач и да си го викнеш да пее, кога сака и колку сака и каде сака, затоа што тоа се плаќа во кеш, затоа што не постојат дозволи за престој на странци, работни дозволи, дозвола за работа на странци, не е платен, парите не одат на сметка, не е платен данокот однапред за настапот, не се знае висината на настапот и така натаму и така натаму. Има низа, да речам, процедурални пропусти кои
со години е тоа така. И не е само во Македонија. Генерално некаде до Хрватска е така, после тоа веќе е друга приказна. Ви во Германија не може да отидете штраф да заштрафите или шајка да закоете да работите негде, а да без да имате дозвола за престој, работна дозвола и така натаму. Овде влегува кој сака, што сака прави, кога барем естрадата опраша, и не само естрадата, веројатно и останатите професии и работи, ама ова е некако најизразено и тоа трае од првиот ден кога сме самостојна држава. Не е Зошто недоволно или дали недоволно си негуваме домашната музика? Затоа што не може да дојде до израз токму од оваа другата музика, која практично не гази, заради тоа што пропагандата на останатите е многу посилна од домашната, тоа е првата работа. Второ, нивниот пазар е многу поголем од колку нашиот, и кога сте звезда на 10, 20, 30 милиони е една работа, односно имате можност да се представите и да ве разберат, а кога сте само на 1,5 милион или 2 е друга работа. Медиумите во спрега со државата повеќе им оди во прилог да имаат дебатни емисии, политички емисии, за возврат да добиваат простор во прайм тајмот за турски серии кои им се поевтини и повеќе носат приход отколку да прават собствена продукција, која е многу поскапа, и сето тоа се како сврзани садови, кога ќе влезете во нив и го затворите кругот, влегувате во еден зачаран круг, кој едното го имплицира другото, ова третото, и така натаму ние се вртиме во круг. Ако прайм тајмот е од негде 18:30 до 23:30 посветен на сите телевизии, строго на ентертејмент, тоа значи на забава, без оглед дали е филм, домашна серија, домашно ток-шоу, домашно гейм-шоу, домашна топ-листа, домашна музичка емисија, каква да е, што и да е домашна продукција собствена, а не да биде купени лицензни програми или странски програми. Тогаш со текот на времето, на годините, ќе создадете клима за домашна естрада, домашната естрада да може да застане на здрави нозе. Откако ќе застане на здрави нозе, ќе може и квалитетот и квантитетот да се зголемат, ама ќе може да се зголемат и рейтингот собствен и цената собствена. И тогаш ќе бидеме многу поконкурентни со овие кои доаѓаат од надвор. Јас не сум за рецензии и цензури да никој не доаѓа, ама ако има правила на игра, ако му наметнете дека однапред треба да има разноразни дозволи, така не му забранувате, го штитите својот пазар. Вие знаете сами, па што се царините? Ние се не може царина да му ставиме, ама може да му ставиме дека данокот за странските артисти кои ќе доаѓаат треба да биде однапред платени многу поголем од колку овие за домашните. За некои дури домашни треба да бидат ослободени. Има низа мерки и закони кои треба да се донесат, и кога сето тоа ќе се стави во функција, ама за тоа треба година 3, 5, 10, ќе видите дека домашната естрада ќе биде можеби заради пазарот не иста, ама многу поконкурентна во однос на онаа која доаѓа. Дали како резултат на нерегулираниот пазар, баш и бозлукот, условно кажано, па ни се случуваат вакви трагедии како во случајот со Кочани? Тоа е програм плюс, што би рекле. Тоа е веќе ги допира и некои други институции, од издавање на работни дозволи до издавање на градежни дозволи, претходно до разноразни инспекторати кои тоа треба да го контролираат, и тоа е веќе многу апсолвирано и во многу муабети, да не се повтараме после трагедијата во Кочани. За жал која мораше да ни се случи, да изгубиме многу млади животи и многу ценети и почитувани естрадни артисти, за да почне да ни доаѓа паметот, ама дали ќе почне да ни доаѓа не знам. Од друга страна, естрадата во целото тоа стане и колатерална штета. Оти наеднаш после тоа тргна сите по цела Македонија инспектори, контроли, и видоа дека 90% од клубовите и дискотеките не функционираат по ниеден основ, а ги немаат потребните сертификати, начини на како се градени, начини на заштита од противпожарна до безбедносни и така натаму други услови, звучна изолација, топлотна, да не навлегувам у детали, не сум ни стручен за тоа, и ги испозатворија. И се дојдовме у ситуација да, така кажеме, метрополата
главниот град на Македонија, ова лето да нема ниту една отворена дискотека. Ги имаше 4-5 секое лето. Зошто? Затоа што сватија дека после Кочани, па ниедна не исполнува услови. И се онда ај све да затвориме. И кога ќе све затвориме, што сме направиле? Наместо да направите, како се, не велам дека не треба, ама знаете како, мора да им се даде одреден период да ги коригираат грешките во однос на тоа да го редуцираат бројот на можеби посетители и така натаму. Веројатно има начин како тоа да се направи, за да не биде па естрадата колатерална штета и конечно младите луѓе нема никаде да се забавуваат, се пијанчат по паркови после тоа. Мислам, како да ја кажам, врзани се работите една за друга. Не може радикални потези да носите, особено не да чекате катастрофа да ви се случи па тоа да го направите, од една страна, од друга страна, и да ги направите потоа радикалните потези, пак е естрадата колатерална штета. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вас на поканата. Во време кога вештачката интелигенција го менува светот, една македонка чекори меѓу светските лидери во технологијата. Елена Димовска, сертифициран Microsoft тренер, раководител на одделот Дата и вештачка интелигенција во СЕМОС Едукација. Една од првите инструктори во светот што одржале обуки за Microsoft Copilot и Copilot Studio. Денес работи за компании како Volvo, Shell, Primark, Raiffeisen банка. Пренесува знаење на светот, носејќи ја македонската експертиза на глобалната сцена. Во тренинг разговараме со жената која освојува и споделува знаења, технологија и визија. Елена Димовска, пример дека во Скопје може да се стигне до врвот на светската вештачка интелигенција. Ке се обидам да ја демистифицирам потребата за имплементација на вештачка интелигенција во бизнисите, така што би рекла дека имплементацијата на овие сервиси, односно, услуги, да кажеме, од големите вендори, каде што е имплементирана генеративната вештачка интелигенција, може да ја зголема продуктивноста на компаниите. И веројатно ова е најдоброто нешто што би му се случило на еден бизнес, бидејќи зголемувањето на продуктивноста на вработените значи зголемување на нивното задоволство, со тоа насочување кон суштинските работи, а се разбира на крајот би требало да значи и раст на самата организација. Па затоа целиме кон тоа да со имплементација на особено алатките со генеративна вештачка интелигенција се потрудиме да ги ослободиме нашите вработени од репетитивни таскови. И да речеме, ќе го земам примерот на големиот вендор Microsoft и нивниот Copilot како алатка која користи генеративна вештачка интелигенција, базирана на OpenAI моделите, во моментов GPT-5, каде што овој Copilot е интегриран во веќе постоечките услуги или производи кои Microsoft со години ги има во своето портфолио, како што е познатиот поранешен Office Suite, сега Microsoft 365, каде што се вклучени нашите добро познати Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams и така натаму, и сега зголемени или подобрени со Copilot во рамки на истиот сервис. Што тоа ќе значи за еден вработен, пластично прикажано, да речеме, кога градиме еден документ, кога пишуваме еден документ во Word, досега можевме да го пишуваме нели со наша инспирација, сега можеме да го искористиме Copilot да не инспирира, да му дадеме насока на Copilot во Word, да напише текст за нас кој што е базиран на определена тема, при тоа црпејќи податоци од нашите корпорацијски документи или од општо познати јавно достапни документи кои што се низ целиот интернет достапни. Понатаму во PowerPoint за брзо време можеме да креираме PowerPoint презентација базирана, повторно ќе кажам, на документи кои што се сензитивни. Внимавајте, тука ја чуваме безбедноста на податоците во рамки на компанијата, користејќи сигурни и безбедни системи, како што се системите на големите вендори во овој мој пример. Тоа е Copilot на Microsoft. Што значи имплементацијата на вештачката интелигенција? Тоа би значело процес кој што вклучува две паралелни фази
И тоа корисничко приспособување, особено значајно за компанијата, што вклучува безбедносно приспособување на системите кои веќе екзистираат во компанијата и од друга страна корисничка едукација. Вработените треба да знаат како да ги користат овие алатки со цел, се разбира, за сопствена лична поголема продуктивност, а понатаму и оптимизација на процесите во компанијата. И она што е исклучително важно се разбира е дека соработката помеѓу агентите кои што може да произлезат од Copilot, кои што се специфицирани на определени задачи, а произлегуваат од самите процеси во компанијата, да речеме дека сакаме да креираме еден агент кој што ќе помогне на нашиот департман за човечки ресурси полесно да речеме сублимира некаков пул на кандидати кои што одговараат на описот на огласот за работно место кој што Департманот за човечки ресурси веќе го огласил, така што можеме да креираме дополнителни сервиси во рамки на нашата компанија користејќи low-code платформи. Тоа е моќта во моментов на да ја нарекуваат демократизација на вештачката интелигенција, која големите вендори како Microsoft ја понудуваат на своите корисници и се разбира секоја една компанија треба да го искористи овој бенефит, да ја зголеми личната продуктивност на вработените, а со тоа и растот на компанијата. Дојдовме до крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте на trilling.mk. Пријатна вечер.